нов понеделник, можам да кажам последна недела од овој кат, кој заклучно со оваа ќе трае 4 недели. Интересно беше како сите што ме познава подолго, мисле дека не можам да вежбам на кат, не можам да почитувам ригорозна исхрана и дисциплина, ама ќе видиме каков ќе биде крајниот резултат за сега. 3 поминати недели од 98,5 кила на 94, што се цели 4,5 кила намалени за 3 недели. Дел е вода, дел е мускул, не викам не, но има и голем дел масноти. Така да, нормално заклучно не може да се прави кат без да се изгуби мускул, додека сето тоа иде природно. Денеска правиме гради, ќе видам дали ќе биде една нормална бенч сесија. Доколку има нешто ќе го ставам во видео, ако не, тогаш ќе бидат обични push-ups да се види мојата bodyweight способност. Живеете во видеото и се гледа. I don't want to give us. Заврши овој ден. Последен 6 ден од кат. Задоволен сум како испадна и како помина пампот. Од другата недела едва чекам да видам како кидат и килажите на... Па нема да го наречам булк, пошто сепак нема да биде перфектен булк, ќе биде јади се што гледаш. Небитно. Неколку причини зашто катот не може да го спроведете онака како што чекувате или како што треба. Тука спаѓа уништување на целиот ваш дефицит за 6 дена по само еден cheat day, како што направив ја. Например, цела недела бев у екстремен дефицит и потоа земав 2 палачинки. Ама кога зборам на палачинки, мислам на добро полнети. Тоа го уништува прогресот за целата ваша недела. Застанав до делот кај што на целиот дефицит од 6 дена во еден ден се уништува. Тоа е, ајде да кажам, една најголема причина зашто нема да ви успее доколку ја имате дисциплината. Сега втора, и ќе кажам само 2-3, пошто без причините се безброј зашто еден кат не би ви успел. Ете, немате одредена дисциплина да подолго време го оставите шекерот, хидратите, мастите, газираните сокови, нездравата храна и така натака. Например, ќе почнете понеделник, вторник, се е супер и во среда пак ќе се вратите на исто. Треба континуиран период, подолг период,
да се придружувате до едно нешто што е здраво, дали тоа ќе го направите вие од интернет или ќе побарате стручен совет од некој, тоа е ваше, но битно е да задржите континуитет и да не се откажувате толку лесно. И трето нешто што ќе го издвојам е чувството на дали да кажем несигурност или оноа кога идете тренирате и се осеќате многу послаби, се викате дали правам како што треба, дали ова иде како што треба. Да, се иде како што треба, додека сте на кат ќе кревате многу помалку од тоа што сте го кревале. Сега според моите видеа можете да видите дека тоа не е секогаш така. Не ме гледајте мене, јас сум посебен случај. Секогаш кога ќе бидете на кат, некогаш можеби нема памт да добивате на мускулите што ги вежбате, ќе ви биде многу потешко, ќе се осеќате гладни, дехидрирани, не треба, но така ќе организмот сам ќе ви бара многу повеќе од тоа што ќе го изедете за денот, но тоа е, ќе се лимитирате до една граница, ќе се поштувате на тоа. Може да си одберете дали ќе идете нагло како јас за 4 месеци, недели да направите многу јак прогрес, или истиот тој јак прогрес да го поделите постепено на неколку месеци, 2 до 3. Тоа е ваш личен избор. Тоа би било тоа од овој видео, фала ви што го изгледавте. Се надевам нешто повеќе научивте и се гледаме во наредното.